По трагичниот настан во дискотеката во Кочени, кога животот го загубија 62 млади лица, а над 200 беа повредени, што остави силна душевна болка на членовите на нивните семејства, роднини и пријатели, многу малку повозрасни граѓани побарале помош од психолог. Помладите повеќе се охрабруваат да ги посетат ординациите на психолозите и психијатрите, но за жал, постарите луѓе тагата ја смируваат со чашка алкохол. После стратегијата имаат потреба, би рекол, од психолошка поддршка. Тоа не се свойствено само за да примене таблети, значи може да дојде чисто да разговара. Кај нас уште постои, пред тоа постои таа социјална стигматизација што се нарекува, и поради тоа луѓето не се охрабруваат да, поготово би рекол генерацијата овде повозрасната од 60 години, проблемот повеќе го решаваат со земење на алкохол. Меѓутоа, конзумирањето на поголеми количини алкохол или земањето на таблети без препорака на лекар може да предизвика дополнителни здравствени проблеми. Затоа доктор Иванов апелира навремено да побараат помош пред да се доведат во депресивна состојба. Кај нас за жал многу проценуваат по алкохолот кој доведува до веќе органски заболувања. Значително, а така и земје на таблети по нечија препорака на комшија, на соседка, во смисол, еве јас земам, ово ми помогна, земи и ти, така да тоа ќе може да доведе до значително нарушување на неговата и ментална, а и може и органска состојба на пациентот. Во Кочанската болница, освен психолози и психијатри од Кочени, помош има и од лекари од клиниките од Скопје, кои се ставени на располагање на граѓаните, засегнати и погодени од трагедијата во дискотеката Пулс. За Сител, Траје Ристовски.